Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на емисијата 360 степени на македонската телевизија и ви најавувам уште едно издание со атрактивни содржини. Пасошко деновиве беше преплавено од ѓубре. Се водат битки за тендери. МВР ги раскина договорите на фирмата што за 7,5 милиони евра требаше 3 години да ги чисти сите полициски простории во земјава. Има низа поплаки, значи за тоа секако постојат извештаи. Засегнатата компанија обвинува за конкурентски и лични апетити. План за нов клинички кај старата воена болница постои од 2005-та. Зошто овие објекти се толку погодни? Затоа што се веќе градени за болници. По пораката од владиката Јован дека ќе биде тешко да се очекува томос од Цариград по оној од Белград. Точно е, два томоса не може да постојат. Може да постои само еден, а тој е томосот на Вселенската патриаршија. Очигледно е дека дел од владиците во Македонската православна црква, еден или двајца кои што се веројатно толку моќни да ја стават цела црква во залог на руските црковни интереси. Зошто никако да падне дивоградбата зад поликлиниката Ченто? Инспекторката од само нејзина лични причини поднесува отказ од работно место. Почнуваме. Изминатите неколку недели полицајците низ цела држава беа принудени сами да си ги чистат канцелариите, ходниците, па и тоалетите. Организацијските единици под МВР немаат своји служби за хигиена, туку за таа намена се избира фирма на тендер. Последната јавна набавка за чистење во МВР тежеше 7,5 милиони евра за 3 години. Но Министерството ги раскинало договорите поради, како што велат, неисполнување на условите. Засегнатата фирма враќа. Сите началници секој месец се потпишуваат дека се задоволни од чистењето. Зад раскинувањето на договорите стојат конкурентски и лични апетити. Славица Филиповска Иванова. Ова се едни од најфреквентните скали во Скопје. Водат до познатото Пасошко во МТВ. А до Пасошко, изминатиот месец се стигнуваше преку отпушоци од цигари, харти и корпи преполни со отпадоци. Додека граѓаните пополнуваа формулари за лични документи, поднос се газија на неизметен под. Вработените пак биле принудени сами да ги чистат и работните простори и тоалетите, зашто јавно реагираше синдикатот на македонска полиција. Се водат битки, буквално, се водат битки за тендери, додека вработените се жртви сега и треба да го трпат тоа, да бидат изложени на опасност по здравствената безбедност и мислам тоа мора да се надмине, бидејќи нас не интересира таа битка која се води за превласт на тие тендери, нас не интересира да се зачува здравствената безбедност на вработените и да прекине ова вознемирување и одржување на хигиена од полициски службеници. Саздов ни покажа и наредба од помошник командир до полицајците. После смена сами да си го исчистат ѓубрето. Тој вели дека состојбата е таква од 6 октомври, а нивните информации се дека еден началник се пожалил на одржувањето на хигиената, пошто е раскинат целиот тендер со фирмата за одржување чистота. Верувате дека причината е тоа што еден раководител се пожалил на услугата од компанијата? Па видете, вака гледано излегува банално, стварно ако е така како што ја имаме и ние таа информација дека ради една организацијска единица, началник на таа организацијска единица се пожалил од работата на тоа лице определено за хигиената како недоволно ја вршил својата работа или пак не оставил тоалетна хартија или не знам средство за хигиена кое е било потребно да се остави. И банално е да ради тоа, на грбот на сите вработени, сега жртви да бидат вработените, да се прави некој превлас или повод за еден тендер да се раскине за да се добие некој друг. Дента кога го снимавме Саздов, во Пасошко кај МТВ повторно имаше отпушоци од цигари на секој чекор, но за разлика од претходно, кантите беа испразнети. Ова според него се должи на доброволна акција на вработените, но остана да виси прашањето како ги снима хигиеничарките во МВР. На 29 јуни годинава Министерството за внатрешни работи склучило 14 договори за одржување хигиена во 14 различни организацијски единици на МВР. Сите поединечни договори се склучени со фирмата Infinity Cleaning Group од Скопје. Станува збор за рамковни спогодби
чија вкупна вредност изнесува 7,5 милиони евра со вклучен ДДВ. За тие пари, фирмата требало да чисти 3 години. Infinity Cleaning Group ги добила сите 14 делови од тендерот затоа што понудила најниска цена, а за некои делови од тендерот имала конкуренција и од по 10 фирми. Infinity ги чистила просториите на МВР и во периодот 2021-2023 година, но тогаш не успела да го добие и делот што ги опфаќа објектите на МВР во Скопје, кои се сметаат за најголеми. Вкупната вредност на таа рамковна спогодба изнесувала 2,2 милиони евра. Од моментот на доделување на рамковните спогодби добивме неофицијални податоци дека по иницијатива на некои од нашите конкуренти, на целосно незаконски начин МВР оформило известна комисија која е задолжена за следење на реализацијата на рамковните спогодби. Од Infinity Cleaning Group велат дека тие информации не им биле товар, бидејќи тврдат го почитувале договорот. Се додека не почнале да стигнуваат известувањата за раскинување на договорите и активирање на банкарските гаранции. Она што остави голем печат на сомнение во нечие коруптивно и незаконско дејствување беше фактот што дотогаш ниту усно, ниту писмено сме добиле забелешка за нашето извршување на услугите, а основот за раскинувањето е извесен извештај од одделот за криминалистичка полиција кој воопшто не ни е доставен во прилог. Фирмата ни достави контролни листи за јули, август и септември годинава, со кои началниците потврдуваат добро извршена работа. На 2 октомври пак, началниците доставуваат до фирмата известувања за едностран раскин на договорите врз основа на извештајот на криминалистичка полиција, кој покажал дека немало заменски хигиеничари при користење годишен одмор и боледување и дека не се менувале крпите, сунгерите и џогерите. Станува збор за груби злоупотреби на надлежностите и овластувањата кои ги има МВР. Нормално тоа е направено за остварување на известни конкурентски и лични апетити, но неспорно дека е целосно надвор од она што е законски утврдено. Како потврда на индициите, само ќе посочиме да се има предвид моменталната постапка за преговарање која МВР во моментот ја спроведува и да се утврди кој ќе добие најголем удел и единечна цена за извршувањето на услугите. И се ќе биде јасно. Од Infinity Cleaning Group сепак не кажаа на кого алудираат кога обвинуваат дека целиот случај е за да се задоволат известни конкурентски и лични апетити. Достапните информации нудат само предпоставки. Работата што доскоро ја вршеше Infinity, сега ја преземаат 6 различни фирми, па обвинувањата може да се однесуваат на која било од нив. Infinity има специфична поврзаност со нивната замена која сега добива најголем дел од колачот за чистење во МВР, фирмата Land Service. Пред да ја отвори Infinity во 2019 година и набрзо да почне да добива тендери, газдата Владко Колев го печал занаетот и бил управител на компанијата Land Service. На местото на Колев, во Land Service управител сега е поранешен началник во МВР. За сите дилеми и прашања за тендерот, прашавме и во МВР. Одговори ни даде помошникот на министерот за односи со јавност. Ангеловски, зошто е раскинат договорот со фирмата за чистење во МВР? Во изминатиот период имаше низа поплаки околу одржувањето на хигиената во Министерството за внатрешни работи. Исто така утврдено е непочитување на рамковните спогодби кои што беа подпишани со операторот кој што не ги извршуваше овие действија и поради тоа тие рамковни спогодби се раскинати. Веднаш по раскинувањето поведена е постапка, итна постапка, од крајна итност и веќе се подпишани 14 рамковни спогодби со 6 економски оператори. Значи веќе фактички проблемот е надминат и овие оператори фактички ги вршат работите. Велите имало поплаки, меѓутоа началниците во изминатиот период на фирмата на месечно ниво и доставувале контролни листови и кажуваат дека нема забелешки за нивното работење. Видете, значи Министерството за внатрешни работи има голем број на објекти кои што ги одржуваат, нели, овие, кои што ги одржувала оваа фирма и има низа поплаки, значи за тоа секако постојат извештаи, постојат, нели, документи, така што врз база на тие поплаки утврдени неправилности, непочитување на договорите, нели, фактички е настанато раскинување на соработката. Од она што имавме ние увид, раскинувањето на договорот е врз основа на извештај од одделот за криминалистичка полиција. Зошто криминалистичка полиција е инволвирана во ваков тип на спорови?
Видете, раскинувањето на договорите врз база на утврдени неправилности. Така што, кога се утврдени тие неправилности, се разбира, ние како Министерство за внатрешни работи не можеме да дозволиме непочитување на договорите, односно неисполнување на обврските кои што биле преземени од другата страна. Токму поради тоа е настанато раскинување на соработката. Фирмите кои го добија тендерот спроведен со директно преговарање и без објавување оглас се Бигор, Стеткомерц, Серта, Сити Аутсорсинг, Техночист и Лан Сервис. Договорите се само за 3 месеци, зашто МВР ќе потроши околу 600.000 евра. Половина од сумата, или 318.000 евра, одат за фирмата Лан Сервис, која ги доби деловите од тендерот за објектите на МВР во Скопје. А од избрканата Infinity Cleaning тврдеа дека ќе се утврди чии се конкурентските и личните апетити, кога ќе се види кој ќе преземе најголем дел од нивната работа. Фирмата со која што го раскинавте договорот, меѓу другото, забележува дека ова се должи на конкурентски и лични апетити. Апсолутно, навистина, значи доколку фирмата која што ја имала, кој што го имала договорот, доколку ги почитувала своите обврски, доколку ја испорачуваше она услуга за која што се нафатила да испорачува, се разбира дека немаше да биде раскинат договорот. Малку е симптоматично, бидејќи од една страна началниците велат во контролните листови дека е во ред услугата, од друга страна пак има извештај дека не ја испорачувале услугата, наеднаш, нели, по брза постапка, велите, се распишува нов тендер. Вака се, значи, не е наеднаш. Ние мораме да го решиме проблемот. Не може да останеме никој да не го чисти Министерство за внатрешни работи. Значи, веднаш кога е раскината, нели, оваа спогодба, ние сме обврзани да поведеме постапка од крајна итност со цел да не се ствара проблем во функционирањето. Се е постапено по како што налагаат законите, подпишани се рамковни спогодби и нели операторите сега веќе можат да ја вршат својата работа. Вчера, односно ден по разговорот во кој Ангеловски тврдеше дека проблемот е надминат, во Пасошко кај МТВ повторно истата слика. Купиштата со ѓубре ги немаше, но отпадоци беа расфрлани на секаде. Новоизбраните фирми најверојатно наскоро ќе почнат да чистат, но правната разврска за фирмата што ги загуби договорите допрва почнува. Infinity Cleaning Group најавува постапки за докажување дека неправедно извисена за милионскиот тендер во МВР. Промени во јавното здравство се потребни сега и веднаш. Дел од нив треба да биде и нов клинички центар, зашто во постојниот условите се исклучително лоши. Прашањето во моментот не е во прв план, но тоа не го менува фактот дека одлуката каде и кога да се гради ќе влијае на здравието на нацијата и на националната каса. Таков потват ќе чини меѓу 72 и 500 милиони евра, зависно од локацијата, и тоа според проценки од пред неколку години. Да се гради на сегашната локација, да се гради близу обиколницата во Ѓорче Петров, кај Бардовци, па дури и кај касарната Илинден, се некои од предлозите пласирани во јавноста во последните 6-7 години. Историјата на нашиот Зоран Јовановски потсетува на постари, подзаборавен предлог од пред 20 на години. Нов клинички центар на местото на постојниот најави екс-министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција во владата во 2017 година. Рече дека би чинел околу 72 милиони евра. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Новиот клинички центар ќе овозможи врвен третман на пациентот и негово олеснето движење и удобност во рамки на објектот. Неполна година подоцна, од истото место и на истата тема говореше друг министер за здравство. Венко Филипче најави дека ќе се гради нов клинички центар но во скопската населба Бардовци. Идејата на Тодоров не го решавала сообраќајниот хаос. Делот земјиштето е државно, има таму еден изработен детален урбанистички план. Сигурно дека треба да се преземат чекори, да се расчистат имотно-правните односи. Станува збор за парцела која што има големина од 84 хектари. Само неколку месеци подоцна министерот се премисли. Новата потенцијална локација беше во близина на скопската обиколница. Станува збор за земјиште кое што е во непосредна близина на Злокуќени и се простира и лево и десно од оваа населба, а е секако под обиколницата.
Но цената на чинење на предлогот на Филипчо од околу половина милијарда евра беше причина за опозицијската ВМРО ДПМН, сега предводена од Христијан Мицкоски, да не дозволи да се изгласа законот. Има свој предлог. Реконструкција и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза, изградба на ковид центар и спојување со поранешна воена болница сегашен 8 септември и поранешна румунска болница и формирање на еден ургентен клинички центар и инвестиции во 3 универзитетски клинички болници, како што се болницата во Штип, болницата во Битола и болницата во Тетово. Од неколкуте идеи во последниве години до денес не се реализираше ниту една. Поранешната државна секретарка во здравство и директорка на гинекологија ЧАИР, Радка Кулјан-Зографска, порачува, предлог решение има од пред 18 години. Во 2005 година, тим од домашни експерти на НАТО направиле проект насловен Мастер план војна болница Скопје, со кој требало војната болница да се трансформира во цивилна. Проектот бил поддржан од Норвешкиот комитет за помош. Во тимот била и Радка Кулјан-Зографска, пензиониран гинеколог, поранешна директорка на гинекологија Мајка Тереза ЧАИР, поранешна пратеничка во собранието од СДСМ и државна секретарка во Министерството за здравство. Во групата беа, двајца нивни експерти, јас бев од градска гинекологија, доктор Стојчевски хирург, директорот на воена болница, потоа неколку членови од градска болница, онаа што се наоѓа во центар, и работевме околу година дена. Таа вели дека местоположбата и околината на поранешната воена, а сега Општа градска болница 8 септември, е идеална за да се создаде нов клинички центар. Тоа е меѓу булеварот Илинденска и булеварот Партизански одреди, поредени се воената болница, клиниката на Жан Митрев и поликлиниката. Има тука и други објекти, но воглавном тие бија составиле новиот клинички центар. Зошто овој потек, оваа местоположба сметате дека е добра за нов клинички центар? Заради тоа што се наоѓа во центарот на градот, но не во епицентарот како што е сега, и мислам дека е достапна за сите луѓе и таа локација сите луѓе ја познаваат во Скопје и во целата држава. Зошто овие објекти се толку погодни? Затоа што се веќе градени за болници. Се избегнува пари за експроприација, се избегнува пари за градење, си остануваат на место, само се составуваат заедно. Трансформацијата на овој комплекс во ургентен клинички центар беше предлог на актуелното раководство на ВМРО ДПМН. Не го знам нивниот план, но секако би го уклучила во овој план. Тие можат да се спојат. Нека има повеќе мислења, подобро ќе биде. Таа не се согласува со последниот предлог на актуелната власт, нов клинички центар да се гради кај Скопската обиколница. Прво, идејата на владата, што се викаше feasibility студија, помина во feasibility стадиум. Јас велам, Филипче помина во feasibility стадиум. Тој имаше несреќа да се случи ковид епидемијата и застана на feasibility стадиум. Не верувам дека на истото место, и не би требало, може да се изгради клинички центар. Тој треба клиничкиот центар да е во центарот на градот, но не во епицентарот. Мислам дека треба да се помести малце понатаму. Но на терен има разноликост во сопственоста на парцелите на овој потек на кој Кулјан-Зографска смета дека треба да биде распослан новиот клинички центар. Прво е воената болница, потоа клиниката на Жан Митрев. Ова земјиште е на бизнисменот Сергеј Самсоненко и семејството Камчеви. Следува поликлиника Букурешт и бензинската пумпа на Мак Петрол. Што со приватните имоти на двајцата бизнисмени и доктор Жан Митрев? Треба прво тоа да се реши, треба тој да дозволи и да сака да биде во склоп на клиничкиот центар и понатаму да си остане менаџер на болницата и понатаму да доваѓаат
доктори од странство и да работат во неа, како што е и сега. А имотно-правните односи ќе си ги разрешат институциите што се за тоа надлежни. Јас не можам да ви го кажам тоа. Таа смета дека користењето на објектите во сегашниот клинички центар Мајка Тереза веќе е неиздржливо и за пациентите и за вработените. Во скоро време со мои пријатели, блиски луѓе, им помогнав да влеземе во клиничкиот центар по нивна потреба и ја видов целата сите недостатоци на стариот клинички центар. Прво, се прави сообраќаен прекршок на секој кој што влегува внатре. Значи се вози попречно по улицата. Мора да се прекине. Второ, секоја болница од нив, кои што се одвоени, има само еден влез и излез, што значи дека вака е на влезот на вратата. Во една од хируршките клиники бевме, ходникот на клиниката беше претворен во болнички простор во кој што луѓе примаа инфузија. Кога е правен планот што го презентира Радка Кулјан-Зографска, неизграденото земјиште во квартот меѓу војната болница и поликлиниката Букурешт беше во државна сопственост, со исклучок на бензинската пумпа. Во јуни 2009 година, тогашниот премиер Никола Груевски соопшти дека војната болница ќе се трансформира во градска општа болница, а градска хируршка болница Светинао Мохридски во ургентен центар за градот Скопје. Веќе следната 2010 година, Жан Митрев ја купи парцелата за болница од државата на јавно наддавање организирано од Министерството за транспорт. Подоцна беа отуѓени и другите парцели. Но засега само Митрев изгради објект. И уште да ве прашам, ако некој би го побара овој мастер план сега, поради некоја причина, можеби некој ќе реши да го реализира. Да. Ќе го дадете? Зависи кој ќе го побара. Значи ќе го дадам ако имам доверба. Ако не постои друг примерок, а се обидовме да го добиеме, тогаш овој мастер план ќе биде чуван. Продолжуваме. Цело е кога има се, кога сите цркви ќе ја прифатат автокефалноста, тогаш таа е совршена. Ова беше одговорот на новостариот владика на Македонската православна црква Охридска архиепископија Јован во интервјуто што го објавивме во понеделникот. Прашан дали македонското црковно прашање е решено и дали може да се каже дека МПЦ Охридска архиепископија е признаена автокефална црква со Томосот од СПЦ. На оваа тема, по повод интервјуто со Јован, вечерва го пренесуваме ставот на двајца новинари и хроничари на процесот, со кои разговара Владимир Мирчевски. Што се случува со македонското црковно прашање откако во мај минатата година, по 55 години неприфатеност, Македонската православна црква Охридска архиепископија беше примена во канонско единство со останатите православни цркви? Ние, членовите на Охридската архиепископија, почувствувавме дека не сме сираци. Дојде и томос за автокефалност, но не од Вселенската патриаршија како првопрестолна црква во православниот свет, во согласност со вековната практика, туку од Српската православна црква. Сабор наше цркве благосилја и одобрава, прихвата и признае автокефалност. Во основа, Македонската православна црква во моментот се наоѓа во статус кво состојба, во која што успеа да издействува согласност од Српската православна црква за добивање автокефалност или изодување на пола од тој пат, но не до завршена автокефалност. Дека работата не е завршена, за 360 степени призна и новостариот владика на МПЦ Јован. Треба да се најде модус како, на кој начин би можела Вселенската патриаршија да не биде повредена како првотровна црква, која доцела издавала единствена таа само томос. Што значи тоа во заокружувањето на процесот на признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Тој процес на добивањето на
статусот на автокефална црква очигледно е во некој застој. Православието, како што кажуваат и самите духовници, е поделено како ретко кога. Јазот се движи по линија на интересите на двата главни центри на православниот свет. Цариград, Константинопол, древното седиште на религијата, отелотворено во Вселенската патриаршија, и Москва, градот од каде Руската црква управува со најголемата православна заедница во светот. Поделбите се одамна, но се нагласија во последните години. Московската патриаршија, која се перцепира и како експонент на политиката на Владимир Путин, сака да доминира со словенскојазичните цркви за сметка на вековниот авторитет на Цариград, вообичаено дел од така наречениот Елински православен блок. Во такви услови кои имаат и политичка позадина, сосема неочекувано дојде помирувањето меѓу Белград и Скопје во мај 2022-та. Но работата со автокефалноста на МПЦ остана недовршена. Црквата е примена во канонско единство, но е призната за автокефално од само 4 цркви, покрај српската и од руската, бугарската и романската. Цело е кога има се. Тоа е и во овој случај, кога сите цркви ќе ја прифатат автокефалијата, тогаш е совршена автокефалија. Каде е проблемот? Одговори побаравме од двајца новинари кои со децении го следат процесот. Маријан Николовски укажува на пропуст, намерен или ненамерен, случајен или со умисла. До сега не постои црква која станала автокефална црква во 19-тиот и 20-тиот век, кога всушност и сите денешни цркви кои што ги познаваме во православниот свет се или реобновени или возобновени или настанати од нова без томос на Вселенската патриаршија. Тоа го вели и владиката Јован во интервјуто, дека досега не постои друга православна црква, но она што тој потенцира дека не постојат два томоса, нема да има два томоса, затоа што со издавањето на томосот од Вселенската патриаршија, практично томосот на Српската православна црква ќе се толкува како документ на согласност од Српската православна црква за признавање на посебна автокефална црква на територијата на канонското подрачје, кое што до лани ја имаше Српската православна црква, тоа е политичките граници на државата Македонија. Изјавата на Јован дека не може да има два томоса за една автокефалност, Бранко Ѓорѓевски ја толкува како признание за нечија заднинска игра. Владиката Јован, ја мислам не сакајки, ама всушност ја демаскира целата стратегија која што е направи Српската православна црква со издавањето на нашиот томос, кој што нели беше многу донесен за едно многу кратко време, а што беше многу индикативно, знаете. Точно е, два томоса не може да постојат. Може да постои само еден, а тоа е томосот на Вселенската патриаршија, која што треба да го издаде конечниот томос, која што треба да не запише во диптикот на православните цркви, кај што ќе биде и втемелено нашето црковно постоење како автокефална православна црква. Значи ли тоа дека прекршувањето на традицијата како дел од некаков план на Москва и Белград се прекрши токму на случајот на МПЦ? А сега во овој случај издава за прв пат една друга автокефална црква томос, ама не може да се каже дека е повида на Српската црква или претензии на Руската црква, току затоа што не се реши тоа прашање. Така не мислат нашите соговорници. Велат, ако нема нови правила, важат старите вековни. Москва и Белград прават нова стратегија со која што, како што вели владиката Јован, можеби е тоа преуранет потек и навистина е преуранет. Умислата беше во тоа, со тој томос, прво, да се дискредитира Вселенската патриаршија како првопрестолна црква која што може да издава томоси за автокефалност, туку сега таа надлежност може да ја имаат и самите православни цркви индивидуално, што мислам дека ќе биде апсурдно. Второ, тоа е очигледно еден сигнал дека стратегија, умислата беше тоа нашето црковно прашање да остане нерешено, вечно нерешено. Зошто? Затоа што во тој томос, напишан во Белград, пишува дека не признаваат како Македонска православна црква Охридска архиепископија и кој томос се праќа натаму на други православни цркви за усвојување, бидејќи за признавање на нечија автокефалност треба да се постигне консензус на сите православни цркви. Сега јас ве прашувам, кога православните цркви, посебно грчкиот блок на цркви,
ќе даде согласност да се признае тој томос со име Македонска православна црква. Руската православна црква се обидува веќе подолг период да ги стави под собствена закрила сите словенско јазични цркви, вклучувајќи ги оние цркви кои што се на територијата кај што се околу незе, преку полската, чешката, словачката, бугарската, српската и денеска Македонската православна црква, да ги стави под собствено влијание и практично да стане доминантна над грекојазичните цркви кои што се од друга страна блиски до Константинопол. И тоа е всушност и основата на приказната на обидот на Руската православна црква да ги убеди македонските владици овде во архиепископијата дека тоа што им го дале српските владици е вистинската приказна и дека тоа е поводот како понатаму треба да се решаваат автокефалности и нема што повеќе да бараат од Цариградската патриаршија. Во таква сложена ситуација на црковно-политички игри, прашањето кое се поставува е како да се дојде до решение со кое Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе дојде до целосно призната автокефалност. Никој во нашата анализа нема дилеми дека патот води преку Цариград. Со многу напорни преговори се како може да се убеди Вселенската патриаршија дека овој томос да го третира како предлог. Во суштина така и беше договарано во Шампези-Дилеге. Значи, мајката црква да даде предлог. До сега проблемот ќе беше надминат и томосот за автокефалност веројатно ќе беше пристигнати на служба во Охрид и предаден на архиепископот Стефан, доколку тие не ја слушаа Руската православна црква и ги ставија во ќорсока релациите и односите со Вселенската патриаршија. Документот кој што го добија од Белград лани, требаше го заминат на преговори во Вселенска патриаршија и да го искористат како согласност од Српската православна црква дека нема ни канонски пречки за Македонската православна црква да го добие автокефалниот статус под името Охридска архиепископија. До сега работите ќе беа завршени, но очигледно е дека дел од владиците во Македонската православна црква, еден или двајца кои што се под прилично сериозно влијание на Москва, се веројатно толку моќни да ја стават цела црква во залог на руските црковни интереси. Како знак за руско влијание може да се толкува и мартовската одлука на синодот на МПЦ во работен состав, подпишана од поглаварот Стефан, со која им се забранува на владиците и свештениците да сослужуваат со духовници од Украинската православна црква, која доби томос за автокефалност од Цариград, што не го прифаќа Москва. Пред неполни 2 месеца шефот на руското црковно предворје во Софија, Васијан Змеев, доби забрана за влез во Македонија. Станува збор за високо позициониран свештеник на руската црква кој во изминатиот период имаше чести средби со врвот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Дополнително, владици на МПЦ јавно порачуваат дека томосот од Белград е доволен и дека нема потреба за потврда од Вселенската патриаршија. Се сакаше, а во тоа очигледно се и постигнува, во нашето црковно јадро да се создаде блок на владици кои што ќе го прифатат тој томос како легален, легитимен, доволен, така и веќе ќе се откажат од Вселенската патриаршија како инстанца од која што треба да бараме автокефалност. Однесувањето, например, на Кумановско-Осоговскиот владика Григорий, кој што во своите документи покани за празнувања пишува дека едноставно тој процес е завршен и дека со издавањето на томос од Белград е веќе постигната автокефалност, очигледно покажува дека таа целта што беше замислена од Белград се остварува. Постои едно јадро кое што прифаќа таква една теза и мене ми е лично страв дека ќе биде уште посилно. Само што дошол на власт, единствената градежна инспекторка во општината си дала оставка, а без градежен инспектор не може да се рушат дивоградби. Ова е објаснувањето на градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски од ВМРО ДПМН на прашањето зошто не постапува во случајот со една дивоградба во населбата Ченто која успешно го преживува и неговото и владењето на претходникот од СДСМ со општината.
360 степени ја следи историјата на случајот од пред 2,5 години, откако група граѓани од Ченто ни пристапи со поплака дека во нивното мало незаконски се гради објект на државна земја и тоа на место каде според детален план е предвиден паркинг. Најновото продолжение на оваа сага ни го носи Михаил Милошевски. Овој објект зад поликлиниката во Ченто ниту приближно не е кандидат за категоријата големи дивоградби, барем по скопски стандарди. Тоа што го прави интересен е што градбата веќе трета година е посилна од двајца градоначалници. Во 2021 година рушење на објектот најавуваше тогашниот прв човек на Газибаба од редовите на СДСМ. На општината не преостанува ништо друго, освен два последователни чекори после помената и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Георгиевски од СДСМ замина, а веќе 2 години општината ја води кадарот на ВМРО ДПМН е Бобан Стевковски. Прво, цел септември не можевме да дојдеме до одговор од општинската администрација. Го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува и телефонски повици, пораки и се тоа. Пративме прашање до општина Газибаба, се работи за една дивоградба во населба Сингелич Ченто. Изолно прашањата ги даваме одговори секторот за инспекцијски работи. Дури неколку недели подоцна дочекавме јавен настан на Бобан Стевковски. На нашето прашање даде истоветување како неговиот претходник. Законот ќе се спроведе доследно. Во таа насока ќе се реализира отстранување на сите дивоградби за кои што се отпочнати надвор од законските процедури и за кои што имаме соодветни пријави. По ова ветување дојде и покана од градоначалникот да објасни како дивоградбата зад поликлиниката Ченто го преживува и неговиот мандат. Вака изгледаше во мај 2021 година. Вака во јули 2021 година, а вака изгледа денеска објектот зад поликлиниката Ченто, за кој сите знаат дека е подигнат без одобрение за градба и тоа на државно земјиште. До 2020 година на местото имало привремени објекти кои служеле за разни намени. Кон крајот на таа година, инвеститор го заградува местото и почнува да гради. Актуелниот градоначалник Бобан Стевковски објаснува дека за локацијата имало барање, но не за градба, туку за реконструкција. Собственост на одредени бараки имале таму одредени лица. Тие поднеле соодветна документација со цел да добијат решение за реконструкција на тие објекти. Општина Газибаба 2020 или 2021 има издадено таков документ, меѓутоа би го нарекол инвеститорот наместо да се ги реконструира постоечките објекти, тие ги срушил комплетно и започнал со изградба на објект кој што е со поголеми размери од првичните објекти кои што постоеле на лице место и за кои што имало издадено решение за реконструкција. Човекот што гради е жител на општината, Исни Адеми. Тој ги купува објектите во 2020 година од Чедо и Душан Филиповски, кои ги продаваат набрзо откако успеваат да ги легализираат. При тоа, земјиштето останува во собственост на државата. Кога почнува така наречената реконструкција, тогашните власти во Газибаба, начело со градоначалникот Борис Георгиевски од редовите на СДСМ, изјавуваа дека општината издала решение за престанок на градба која инвеститорот очигледно не го испочитувал, пошто е донесено и решение за рушење. Инвеститорот се жалел и го добил спорот пред второстепена комисија. Во тој период на власт доаѓа новиот градоначалник Стевковски. Но вели тој, само што го почнал мандатот, единствениот градежен инспектор во општината Газибаба дал отказ. И тогаш доаѓа до, би рекол, еден магичен круг, каде што инспекторот, односно инспекторката, од само нејзина лични причини поднесува отказ од работно место, односно, јас што можам да го разберам, за да не продолжи да постапува за предметите за кои што предпоставам претходно имала информации детални, предпоставам дека одреден предпоставен нејзин до тогаш успешно пробувал да ги менаџира сите овие проблеми. Еден од тие случаи токму оваа дивоградба, така? Токму оваа, да, токму оваа. Јас останам без градежен инспектор, законската регулатива налага дека треба да вработам
соодветно лице кое што ќе треба да биде 1 година на работното место за да ги исполни условите за да полага за добивање на лиценца за градежен инспектор. Во месец октомври лицето веќе ги има положено тие испити, чекаме да се стекне со соодветна лиценца. Стефковски се сомнева дека претходните општински власти не биле премногу заинтересирани за отстранување на диво изградените објекти. Кажете ми, дали би поднеле вие некоја кривична постапка против претходното раководство, бидејќи тие имаат направено кривично дело со тоа што не се постапува? Дали ќе се одлучите на таков чекор? Јас досега имам во неколку наврати и јавно соопштено дека имам поднесено соодветни поднесоци до надлежни институции за раководењето на претходното раководство. Во тој дел имаме поднесувано и за проблематиката околу законот за градење и така натаму. Но додека дивоградбата кај поликлиниката во Ченто обстојува, со објаснување дека нема инспектор, лично градоначалникот Бобан Стефковски присуствуваше на рушење друга дивоградба во неговата општина, конкретно во село Инџиково. Како е можно за едното место да има, а за другото да нема инспектор? Измијатиот период побаравме поддршка од соседни општини со меѓуопштинска соработка. Една скопска општина ни излезе во пресред, ни овозможи користење на услугите на нејзиниот градежен инспектор, меѓутоа во рок од само 3 месеци, затоа што имат и они соодветна надлежност и соодветни обврски што треба да се ги менаџират во сопствената општина. Неколку предмети се веќе завршени, додека беше градежниот инспектор тука. Имаме, како што кажа, осрнување на 2 објекти досега и понатаму инспекторот што ми ја добија лиценцата ќе продолжи да постапува кон сите предмети за кои што имаме активна пријава во општина Газибово. Дали тоа значи дека ќе се руши и ова дивоградба во населата Сингелиќи? Она што сум информиран јас и согласно дописите кои што ги добиваме измијатиот период, за овој предмет се заинтересирани други институции и мислам дека од претходно е веќе започната постапка во одредени истражни органи така натаму, така да ќе постапуваме со сите институции како што налага законот. Набргу откако беше урната дивоградбата во Инџиково, Стефковски јавно кажа дека лицата кои граделе на државното земјиште секојдневно му се заканувале по живот. Го пријави случајот, а јавното обвинителство отвори предмет. Дали имате закани конкретно за оваа дивоградба во Ченто? За оваа дивоградба немам. Не сум имал до сега закон, ниту па сум имал контакт со лицето што по документација гледаме дека е градело. Меѓутоа, како што кажав, се терат одредени постапки во повеќе институции и локалната самоуправа ќе постапува во согласно со други институции со цел доследно спроведување на законот. Дивоградбата зад поликлиниката Ченто не е единствената во Газибава. Во обвинителството се води предмет за повеќе други објекти, во кои е можно да се опфатени и вработени во општината. МВР и обвинителството за 360 степени не сакаа да споделат многу детали. Стефковски беше малку поотворен. Немам детални информации за тоа кој се е опфатен од локалната самоуправа. Она што како општина ние континуирано постапуваме по поднесени барања од истражни органи, целокупните материјали што ги имаме во општината се доставуваат до надлежните институции со цел да можат тие да се ја водат постапката. Искрено ќе повторам, не знам дали има лица кои што биле вработени во општина Газива, меѓутоа дел од раководството имам информација дека се опфатени овие постапки. Дел од претходното раководство што е, така? Да. Бобан Стефковски признава дека во моментов не го знае точниот број на дивоградби во Газибава поради големината на општината. Како тогаш да се решат, кога е тешко и да се избројат. Предлогот на Стефковски е сличен на идејата на неговиот колега од општината Центар, Горан Герасимовски од СДСМ. За веќе изградени објекти што ги имаме на територија на општина Газива, би рекол на градот Скопје и на целата држава, да се размислува да се промени законската регулатива со цел тие објекти што се веќе изградени да не се пристапува кон уривање, туку кон конфискација од страна на државата, од страна на локалните самоуправи и слично, а потоа тој објект да се намени за потребите што ги имаме и ние како локална самоуправа, меѓутоа и за државата. Така да ние оваа тема би отвориле и на ЗЕЛ со сите градоначалници да поразговараме докога донесеме доколку сите се согласиме донесеме одреден заклучок, тој понатаму би го пратиле во надлежни институции со цел да се направи промена на законската регулатива. По оваа сторија ве поканувам да ја одгледаме новата саботажа на авторот Сречко Поповски.
Големите, ако не и најголемите патриоти кои јавно се удираат в гради и прават отворени листи на северџани и предавници, инспирирани од традицијата на типичен, ама само ним својствен македонски начин, им посакуваат добре дојде на своите ептен ексклузивни гости. За вечерва обезбедивме едно специјално гостување преку Skype од еден многу специјален гостин, кој што се вика Братислав Живковиќ. Па најпрво да го поздравам и ќе речам: Братиславе, помоз Бог! Бог вам помого! Драгиот Емил Гостин, додуша малку платен убиец, малку повеќе представник на кучињата на војната. Преку својата руско-српска димензија дава свое видување за перспективата, но и огромен придонес за порастот на квалитетот на македонската историја, која поради отсуството на реакција, домакините, веројатно безпоговорно, би сакале да биде дел од курикулумите. Формирao sam četnički pokret na tradiciji rada te organizacije iz 1903. godine, kada su naši slavni četnici se borili za oslobođenje južne, tad nazivane Južne Srbije, to je današnje Makedonije, ili Makedonije, kako se zvala. Но за да се случи ослободувањето мора да се каже историското не. А кој тоа би го кажал ако не е еден од влијателните аналитичари, кој сега е во видоизмената улога, па од домакин во својата емисија си станува гостин. Господине Јовановски, што овој пат ќе кажеме на оваа тема? Па ќе кажеме на оваа тема да конечно се манеме од таа мантра дека ЕУ нема алтернатива. Додуша при тие длабоки анализи и кристални гледишта за еднината, мора да се имаат предвид фактите и особено да се посвети внимание кој чии главен град е, иако според беседникот, тој нема големо влијание од и се всушност му припаѓа на Путин. Нема балтичка земја каде што руското малцинство е под 20%, од 20 до 25%. Например, главниот град на Естонија, чинам, се викаше Рига, тамо се 40% руси. Освен класична руска и српска пропаганда на македонските патриотски подкасти, како што и прилега на современата радикална десница, а во контекст на немирите на Блискиот Исток, отворено си се прокламира јудофобија. Проблеми за самите евреи, бе. Сите евреи во Америка, абе они нема проблем, нема проблем да жртвуваат 6 милиони луѓе од нивните. Така е. За да направат драма. И на крајот, како што евреите прават драма, а самите си се виновни за Холокаустот, така и македонците, особено скопјаните, си се кабетли за тоа што им се случи пред 60 години. Ке се чудат зашто е тоа така. Например, се чудат зашто македонците Скопје го дрнал земјата 63 година. Затоа што е библиска земја, а тогаш се нафурале на комунизам, сите биле прогресивни, разбираш, Така. И брп. При такви катаклизми се прават процепи и земјата се отвара. А таа голта луѓе, ама и туѓа срамота. Тука е крајот за вечерва. Ве поздравувам и ви закажувам нова средба в понеделникот 20:15. Пријатно!